Уставна жалба е неопходна, но за да можат граѓаните да се пожалат до Уставниот суд за кршење на нивните права, неопходна е промена на Уставот. Со оглед на тоа што отварањето на највисокиот правен акт за нас е чувствителна тема, тоа нема да се случи се додека не се создадат услови. Ова е заклучокот од средбата на премиерот Мицкоски и председателот на Уставниот суд Костадиновски. Промена на Устав е политичка тема, која што во случајов вклучува правна тема, односно потребата да конечно Уставниот суд некако добие своја тежина во самиот Устав. Да мислите, Уставен суд нема своја тежина во самиот Устав. Од првиот момент на осамостојување до денес ова се провлекува. И сега ние сме дојдени до ситуација кога тоа што представува товар на минатото треба да го решаваме и ќе го решиме кога ќе се создадат политички услови. Сега во моментот такви политички услови не се создадени. Еве да бидам попрецизен. Уставниот суд во моментов нема надлежност директно да одлучува по жалби на граѓани за повреда на нивните права. Со уставни измени тоа би се овозможило, ако Костадиновски посочува дека потребен е посебен закон што ќе уреди постапката, кој треба да се донесе со двотретинско мнозинство за да се гарантира независноста на судот. За воведување на уставна тужба неопходно е уставна измена. Значи, само со уставна измена може да се воведе таква надлежност на Уставниот суд, бидејќи Уставниот суд на Македонија е суи генерис уставен суд, единствен на европско тло што нема закон за уставен суд. Значи, 6 уставни одредби и акт на судот. Толку. Правната рамка е таја. Неопходно е тие 6 уставни одредби да се операционализираат со закон, но не било каков закон. Двотретински закон за да ја гарантира самостојноста и независноста, но и за тоа е потребна уставна измена. Двајцата се согласни дека е потребна реформа на Уставниот суд и неговото работење да се регулира со посебен закон како во европските земји. На тркалезната маса во Уставниот суд за потребата на воведувањето на уставната тужба се обрати и амбасадорот на ЕУ во Македонија Михалис Рокас и амбасадорот на мисијата на ОПСЕ во Скопје Килијан Вал. И двајцата ја истакнаа потребата од воведувањето на уставната жалба во правниот систем и посочија на можноста да се искористи модел од земјите на ЕУ.